Почитуван наш премиере, господине Никола Груевски, почитуван наш заменик министер, господине Диме Спасов, почитувани наши гости, почитувани деца и наши вработени, добро ни дојдовте. Еве исполнети со детскиот джагор. Навистина, јас како директор, во името на сите дечиња и на сите вработени, морам да се заблагодарам на нашите најважни двајца личности во нашето секојдневно работење, кои што ги пратат сите наши желби и потреби. Навистина, оваа година имавме многу заложби од владата и од нашиот министер, сегашен заменик министер, каде што во целосното наше работење, токму ова што го слушнавме за детските желби, ние многу од тие желби остваривме. Покрај секојдневните задачи што ги имаат нашите воспитувачи да работат на воспитувањето и згрижувањето на децата, имаме многу програми со кои се грижиме за детскиот развој. Нормално дека во сето тоа ни помага владата и нашиот сегашен заменик министер. Оваа година остваривме многу едукации во однос на учење на компјутерите, на јазиците. Децата има можност да изберат на кој јазик сакат, најчесто избран англискиот, но има и поединечни желби на децата. Имаме нова фитнес сала, која што се заложи нашиот министер Диме Спасов да ни обезбеди со нови справи. Имаме нова изградба на спортска сала, каде што навистина ќе ги негуваме сите покрај овие секојдневни активности што ги имаме на воспитување и образование, да во спортскиот дух на овие деца најмногу им треба она што го носат емотивно во себе од оние семејства кои што не биле во можност да се грижат за нив, значи најмногу нивните емотивни проблеми да ги празнат во спортот. Сега го повикувам нашиот премиер да еден скромен подарок, каде ми го ставите подарокот? Еве дечињата, една од девечињата, еден спомен, јас ќе ви го покажам ова од дечињата, а ова е од вработените. Ова е од нивните креативни работилници, да ви биде спомен во вашиот кабинет. И уште да кажам, нека ни е среќна новата година на сите, посебно да ни донесе на сите здравје, среќа, успех и сите желби да ни се остварат. Ајде, ова е. Ајде. Го повикувам сега нашиот заменик министер и за вас имаме, еве децата кои ви ја поклонат, изработена да си ја прославите со шампањ, ви посакуваат они. И морам да кажам, посебно збор 2 за вас е посебно досега што сме имале министер што ги сака децата на секој чекор се со нив. Значи, дури јас како директор имам повеќе проблем да не ги знам сите нивни желби, колку што нашиот министер е сега заменик министер ги знае и ги исполнува. И благодарам многу. Сега ќе ме повикам пак премиерот да ги поделиме заедно. Премиерот ни секогаш не прашува што ни треба. Ние стално децата ги учиме на работни навики да се научат да си ги перат и сами лиштата, бидејќи кога ги излезат од домот, па ни купија една прекрасна нова машина за перење лишта и полно пакетчина на кој што децата се радуваат. Ден заедно со председателот на владата на Република Македонија ги посетивме дечињата од домот за деца без родители 11 октомври со цел да им ги честитаме новогодишните празници, да им подариме подароци. Како влада на Република Македонија изминатиот период реализираме низа на проекти кои што се во интерес на децата без родители и родителска грижа. Она што посебно би сакал да го истакнаме ова годишното зголемување на паричниот надоместок за згрижувачки семејства, згрижувачките семејства кои што се најблиски до биолошките, кои што згрижуваат голем број на деца без родители во Република Македонија, добија зголемување на паричниот надоместок за 25%, почнувајќи од јули месец оваа година, дополнителни 12 милиони денари кои што ги издвои владата на Република Македонија, ако во минатото изнесуваше овој паричен надоместок од 6,5 до 8,5 илјади денари месечно, сега изнесува околу од 8 до 10,5 илјади денари месечно паричен
доживачен надоместок за секое згрижувачко семејство во нашата држава. Исто така продолжуваме и со реализација на проектот Т10 за вработување на деца без родители во државната и во јавната администрација. До сега околу 143 деца се вработија во јавната и државната администрација. Продолжуваме и со доделувањето на државни станови на оваа категорија на лица кои што во минатото биле со статус деца без родители и родителска грижа. Околу 163 станови се додели. Исто така секој дете кое што е запишано на редовни студии има право на парична помош од 24.000 денари месечно и низа други проекти со кои што го помагаме работењето и на 11 октомври како институција, како дом за згрижување на деца без родители и родителска грижа, посебно зголемување и подобрување на програмата за работа со овие деца во оваа установа, како и во сите други во Република Македонија, со особен фокус исто така и на згрижувачките семејства. Во наредниот период продолжуваме со реализација на проекти кои што се во интерес на подобрување на животот на децата без родители и на оние лица кои што имале ваков статус во минатото.